Здраво на сите, јас се викам Каролина Рисовска. Денес, драги другарчиња, ќе ви раскажувам за мојата прва прочитана книга која кај мене ја разбуди желбата за читање, а тоа е книгата Магичното дрво. Автор на книгата е Анџеј Малешка. Главни ликови се Кико, Теодора, Филип и тетка Милева. Многу одамна постоело едно волшебно дрво, осамено, но гратиозно и застрашувачко на врвот на едно брдо. При многу силна и страшна бура, дрвото се скршило и се распарчило, но во секој негов дел останало парче магија. Така парче од тоа дрво во фабрика за мебел завршило во едно црвено столче. Црвеното столче многу случајно го наоѓа Кико, најмалото од трите деца во семејството на двајца музичари во Полската филхармонија. Заедно со сестрата Теодора и најстариот брат Филип, растат во среќно и хармонично семејство. Сепак, заради отказ од работата, нивните родители се соочуваат со финансиски проблеми и одлучуваат да позајмат пари од сестрата на нивната мајка, тетка Милева, која не сака да им помогне. Кога ќе го донесат црвеното столче дома, почнуваат да се случуваат чудни работи, но никој не е свесен за тоа. Магијата всушност се случува кога некој ќе седне на столчето и се што ќе изговори, без разлика на тоа дали е добро или лошо, тоа се исполнува. Така, кога тетка Милева случајно ќе седне на столчето и ќе каже дека родителите на Кико, Теодора и Филип мора да одат на бродот со цел да свират во оркестар за да заработат повеќе пари, тие веднаш го прават тоа. Децата случајно стануваат свесни дека столчето е магично и исполнува желби веднаш да го земат, но за магијата случајно дознава и водачот на циркусот кој почнува децата да ги бара за да го земе столчето и да се збогати користејќи ја неговата маѓа. Во потрага по родителите започнаа едно неверојатно патешествие, кој со помош на магијата од црвеното столче и е исполнето со многу авантури, но и опасности. Водачот на циркусот постојано им е зад петици и ги следи, но децата успеваат вешто да го избегаат. Се возеа со воз преплавен со 100 магични кучиња. Управуваа со огромен трактор поминувајќи препреки, ги бркаше џиновски лав, патуваа со сини коњи. Со летачки кревет стигнаа до Данска да го пресретнат бродот на нивните родители. Поминаа по мостот Светлина и големо цунами. Дали успеа да ги најдат родителите и како ги убедија да се вратат дома, дали столчето ќе им ја исполни желбата? Тоа го оставам на вас да го дознаете и да се приклучите на неверојатниот магичен свет кој ни го создава оваа прекрасна магична книга.